Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. 19,5 милиони евра тежок буџетот на општина Охрид за 2025-та. Градоначалникот вели: имаме историски најголем и развоен буџет. Општина Охрид прва во регионот усвои стратегија за развој на женско претприемништво. Групацијата Збогум Буково ги објави резултатите од првата сондажа на јавното мислење за депониите. Пакетче за секое дете за 180 дечиња од сите училишта во Дебарца. Патнички авион со 72 лица се урна во Казахстан. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и снег. Максималната дневна температура изнесуваше 4 степени Целзиусови. Во четврток над Источна Европа ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови претежно стабилно време со зголемена облачност и дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Локално на југ од Балканскиот полуостров и Британските острови ќе има слаби врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и снег. Ќе биде ветровито и студено. Во крајните северни предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -7 до 12 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува претежно облачно, ветровито и студено време. Во предпладневните часови во северозападните, западните и југозападните предели се услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд и снег, а во јужните предели со слаби врнежи од дожд. Ќе дува засилен северозападен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 50 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 4 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од -1 до 9 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно облачно, ветровито и студено време. Во предпладневните часови услови за слаби и локални врнежи од дожд и снег. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 4 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно облачно, ветровито и студено време. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 3 степени. Во сабота студено утро со утринска температура од -5 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 2 степени. Во недела студено утро со појава на умерен мраз и утринска температура од -7 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 3 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска Советот на општина Охрид го усвои историски најголемиот буџет кој е перспективен и развоен, истакна градоначалникот Кирил Пецаков по одржувањето на 51-та седница. Опозицијата пак со забелешка дека во 19,5 милиони евра тешкиот буџет и понатаму отсуствуваат поголеми капитални проекти. Советот на општина Охрид го усвои буџетот за 2025 година кој тежи околу 1,2 милијарди денари или 19,5 милиони евра. Денеска Советот го донесе најголемиот буџет во историјата на општина Охрид, кој е перспективен и развоен, истакна градоначалникот Кирил Пецаков по седницата. Над 200 милиони оваа година ќе пренесеме салдо и основен буџет околу 700 милиони и дополнително 96 милиони кои што ги имаме како приход од ДДВ-то. Што значи дека ако на тоа ги додадеме околу 400 милиони кои што представува ставка за капитални инвестиции, би рекле дека станува буџет доста развоен кој што ќе означува многу за Охрид. Само за мала споредба, го започнавме 2022 буџетот со околу 580 милиони, зборувам за собствен приход, за да стигнеме сега да имаме заедно со пренесеното салдо, покрај годишниот буџет и пренесеното салдо, милијарда денари. Општина Охрид 2 години со ред, 2023 и 2024 пренесува салдо во новиот буџет. Годинава тоа беше искористено за одблокирање на сметката на општината, а од следната започнува постабилен инвестициски период, вели градоначалникот. А годинава овие 200 милиони плюс кои што ќе ги пренесиме се распределени најмногу за капиталните инвестиции, меѓутоа секако и поединечно поставки и во животна средина, и во туризам, локален економски развој, и во спорт, и во култура, и во социјална заштита. Така да би рекол дека општина Охрид после многу години застанува на здрави нозе, посебно од финансиски план, и представува пред нас еден период, не само оваа година, и наредната, и после тоа инвестицијски бум по однос на капиталните инвестиции. Опозицијата во Советот пак смета дека буџетот за 2025 година не се разликува многу од претходните години. Отсуствуваат поголемите капитални проекти и реализацијата на најголем дел од нив се поместува да отпочне во 2026, вели координаторката на советничката група на СДСМ и коалицијата Живка Ангелоска. Како советничка група на СДСМ и коалицијата, ние не дадовме амандмани со кои што ќе предложиме одредени активности и проекти во програмите за 2025 година, затоа што сакаме да му дадеме можност на градоначалникот и на оваа локална власт во финишот од својот мандат да ги реализираат проектите кои што ги ветија од граѓаните, затоа што досега тоа се ситни активности, претежно се детски игралишта, урбана опрема на детски игралишта, меѓутоа ниеден проект кој што е ветен пред граѓаните, а представува дел од нивната програма, не е целосно финализиран. Во поглед на приоритетите на локалната власт според обемот на издвоени буџетски средства за одделни намени, редно е граѓаните да бидат поактивно, а не само декларативно вклучени во креирањето на буџетот, вели Ангелоска. Во моментот кога граѓаните ќе го креираат буџетот, тогаш ќе кажам дека општината го имала приоритетот кон граѓаните. Секако дека не мислам дека се погодени приоритетите. Имаме ние и населби кои што немаат пристап до своите, граѓаните во населбите немаат пристап до своите домови. Се уште, значи, не можат да ги решат есенцијалните проблеми кои што им значат за нормално живење. Беа поднесени 3 амандмани на буџетот, од кои 2 беа прифатени, а чиј предлагач беше градоначалникот и се однесуваа на програмата за уредување на градежно земјиште со кои се врши пренамена на средства за учество на општината во финансирање на изградба на филтри на пумпната станица во Метропол и обезбедување на дополнителни средства за реконструкција на водоводна линија од Кленоец до Леарница. Советниците ги усвоија сите 82 точки на дневен ред на денешната 51 седница. Покрај усвојувањето на програмите за работа на општинската администрација и буџетот, на денешната седница беа усвоени програмите за работа на јавните предпријатија за 2025 година.
Советниците дадоа зелено светло и за предлог годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2025 година, за одлуката за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на закупнина за 2025 година во општина Охрид. Помина и одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти. Останатиот дел од денешната седница се однесуваше на усвојување на одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти. Ова беше последна седница на Советот за оваа календарска година. Засилено се работи на економско јакнење на жените во градов. Полека, но сигурно се уриваат стереотипите дека жената може да биде успешна и треба да биде рамноправна во општеството. Општина Охрид прва во регионов ја подготви и усвои стратегијата за развој на женско предприемништво, што подразбира вклучување и финансиска поддршка на жената во бизнис секторот. Советот на женско предприемништво во Охрид засилено работи на економско јакнење на жените. Полека но сигурно се уриваат стереотипите дека жената може да биде успешна и треба да биде рамноправна во општеството. Истражувањата покажуваат дека жените ги надминуваат мажите во бројни лидерски вештини. Општина Охрид прва во регионот ја подготви и усвои стратегијата за развој на женско предприемништво, што подразбира вклучување и финансиска поддршка на жената во бизнис секторот. Подготвен е и акционен план со конкретни мерки и активности за вклучување на жената во сите програми на општина Охрид, кои ќе бидат родово сензитивни и финансиска поддршка во буџетот. Општина Охрид во соработка со Националната платформа за женско предприемништво на иницијатива на градоначалникот Кирил Пецаков, во блиска соработка со секторот за локален економски развој и секако со целосна поддршка на Советот за женско предприемништво го изготви документот кој е стратешки документ. Тоа е стратегија за локален економски развој на територија на општина Охрид за периодот од 2024 до 2029 година. Тоа е документ кој е усогласен со сите законски регулативи, стратешки документи донесени во Република Македонија, но и во Европската Унија. Овој документ пред се и првично, зборувајќи за целта, направи сеопфатна анализа. Значи, представува сеопфатна и многу значајна основа, база на податоци, во кои се разработуваат податоците на територија на општина Охрид за вклученоста на жената во бизнис секторот, според пол, возраст, дејности, степен на управување и слично, кои се нашите инфраструктурни проблеми, потенцијали, можности. И оваа база представува, значи, основа за анализа врз основа на која ние понатаму ќе градиме локални политики. Кога жените ги имаат истите права и можности како мажите, нивните семејства и општеството ќе напредуваат и ќе бидат успешни. Економски силната жена е двигател на општеството. Формираниот совет за поддршка на женското предприемништво во општина Охрид со својата работа и залагање за јакнење на капацитетите на жената, за поголемо вклучување во бизнис секторот, за јакнење на деловна и социјална средина која ќе овозможи еднаков пристап на жената до можностите и до финансирањето и до вклучувањето во бизнис секторот на жената, и те како директно и индиректно влијае на тоа жената да е економски силна, економски независна, а со самото тоа учествуваме во борбата против семејно насилство, затоа што за многу жени економската независност представува пат до слободата. Ако можам така символично да кажам, а може би не е само ни символично, затоа што економски силна жена ќе биде похрабра жена и ќе покаже нетолеранција на секаков вид на насилство. Во акциониот план кој произлегува од стратегијата за поддршка на женско предприемништво предвидени се и обуки на жени почетници во бизнис и на оние кои веќе работат, а им треба менторска поддршка. Ке има и субвенции на традиционални занаети, поддршка и за руралната жена. Охриѓани се многу загрижени за влијанието на депониите врз нивното здравје и врз животната средина. Сметаат дека е неопходна построга казнена политика и регулација во сферата на управување со отпадот. За да се подобрат нештата, подготвени се да започнат од себе и со промена на своите навики да помогнат помалку отпад да завршува на депониите. Ова се дел од заклучоците од анкетата на јавното мислење која ја спроведе групацијата Буково. Групацијата Збогум Буково ги објави резултатите од истражување на јавното мислење на охриѓани во однос на управувањето со отпадот и депониите кој го спроведе преку електронска анкета во текот на изминатиот месец.
Резултатите од истражувањето укажуваат дека охриѓани се многу загрижени за ефектите од дивите депонии Буково и Маутскер. На прашањето колку сте загрижени за долгорочните ефекти на дивите депонии врз животната средина и јавното здравје, дури 95% од граѓаните одговориле дека се многу загрижени. На прашањето кои се главните бариери за ефективно селектирање отпад во вашата област, 50% од граѓаните сметаат дека е резултат на недостаток на јавна едукација, додека останатата половина сметаат дека е резултат на недостаток на соодветна инфраструктура, како центри за селектирање, канти и друго. На прашањето кои типови на поддршка би ве поттикнале да учествувате повеќе во сортирање отпад или рециклирање, охриѓани ги издвојуваат следните: финансиска поддршка, например поврат на средства, повеќе инфраструктура, кантри, центри за кабаст отпад, образовни кампањи и подигање на свеста и зајакнување на казнената политика. Тоа што 97% од граѓаните на анкетата одговориле дека се многу подготвени да ги променат своите секојдневни навики за селектирање и намалување на отпадот, за групацијата Збогум Буково дава надеж дека работите може да се подобрат и да се намали отпадот кој што завршува на депониите. Речиси едногласно, охриѓани одговориле позитивно на прашањето дали сметате дека треба да има построги закони или регулации за управување со отпад и рециклирање во вашата област. Од групацијата Збогум Буково велат дека ќе продолжат да работат во интерес на граѓаните и да вршат притисок врз надлежните органи за побрзо решавање на проблемот со отпадот, кој со години ги загрозува здравието на жителите и животната средина во регионот. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков упати честитка до сите граѓани од католичка вероисповед по повод големиот христијански празник Раѓање Христово Божик. Почитувани со граѓани од католичка вероисповед, со наискрени желби за мир, здравје и благосостојба, дозволете ми во мое лично име и во името на општина Охрид да ви го честитам Раѓањето Христово Божик. Ви посакувам овој голем празник со својата благодат и спокој да ги донесе Божите милости во вашите домови и срца. Божик е светлина која го осветлува патот на човештвото, тој е гласник на љубовта и милосрдието. Како што Христовото раѓање донесе спасение, нека и секој нов ден биде надеж за нов почеток и нова среќа. Во ова време на радост и празнување да си подадеме рака еден со друг и да ги чуваме вредностите што не поврзуваат. Нека пораките за човеколюбието и почитувањето не водат кон заедништво и разбирање. Среќен Божик, стои во честитката на градоначалникот Пецаков. Пакетче за секое дете за 180 дечиња од сите училишта на територијата на општина Дебарца. Општина Дебарца и јавното претпријатие за комунални дејности Дебарца успешно ја спроведоа активноста Пакетче за секое дете. Во сите училишта на територијата на општина Дебарца учениците добија пакетчиња, кои им беа поделени како подароци во пресрет на новата 2025 година. Вкупно 180 деца беа вклучени во оваа активност, а пакетчињата се поделени со цел да се донесе радост и насмевка на децата во овој празничен период, вели градоначалникот Ногачевски. Додава дека со оваа иницијатива општина Дебарца и јавното комунално претпријатие продолжуваат со напорите за подобрување на условите за живот на своите најмлади жители и поддршка на образовниот процес во локалната заедница. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.